Почитувани, добро вечер. Ви благодарам на вклучувањето на уште една литературна прошетка низ Москва. Денес за Сергиј Есенин ќе ни говори доктор Емил Нијами. Повелете. Благодарам многу. Најпрво сите да ве поздравам и да ве се заблагодарам што вечерва сте повторно со нас и да се извинам што во најавата напишавме дека вечерва ќе прошетаме низ музеите на Сергиј Есенин и Александар Пушкин. Меѓутоа, кога стасавме со материјалот, видовме дека всушност нема да можеме двата музеа да ги поминеме во едно предавање, така што денес сакам и повеќе да ви раскажам нешто за Сергиј Александрович Есенин, така што ќе се задржиме за него, а Пушкин ќе го оставиме за некој следен пат. Лето 1912 година на перонот на Ризанската железничка станица во Москва пристигнало едно младо русо, немногу високо момче, зело кочија и тргнало кон Бајшој Струченовски переулок. Во една куќа на оваа улица на првиот кат живеел Александар Никитич, таткото на поетот Сергиј Есенин. Тука на сликата ги гледаме татко му и мајка му на Есенин. Младиот поет пристигнал кај својот татко кој работел во местната индустрија како организатор на работата, или како што денеска популарно тоа се нарекува менаџер во местна индустрија, односно во една месарница. По шолја чај, Есенин се нашол во креветот на перницата која извезла неговата мајка и почнал да сонува за големите чуда во Москва. Ова е перница извезена од неговата мајка. Таа е оригинал, запомнете. Неговиот татко работел во местната индустрија на трговецот Крилов. Тој уште од 11 години, многу млад, тој воопшто значи го испратиле неговите родители уште како момче да работи. Се вратил во селото, се оженил, се враќал неколку пати, така и ги добил своите деца. Не живеел со своето семејство во Константиново, тој на своето семејство му праќал пари, а неколку пати во годината успевал да се измолкне од работата за замине, да ја види жена си и на децата да им донесе по некој подарок од големиот град. Но време било, дошло време и својот син да го стави на нозе. Планирал да поработи малку во продавницата. Значи, еве го, Есенин кога стигнал, татко му планирал малку да поработи во месарницата, но Есенин издржал само 3 дена. Тој му велел на својот, татко му велел на својот син, демек, од стихови нема ништо и планирал, значи, малку да поработи во месарницата, а потоа да се запише на факултет. Сакал да стане учител. Младиот Есенин, значи, почнал, но издржал само 3 дена. Работата не била во миризбата на саламата која што се продава, туку работата била во тоа што кога доаѓала жената на трговецот, Крилов, сите било потребно сите да станат, но Есенин не сакал да стане. И тука избил скандал, тој се скарал со неа. Значи, по 3 дена веќе на 4-тиот заминал од работа, добил тие мали пари што ги имал, татко му замавнал со раката и рекол, демек од типот прави што сакаш. Но 17 годишниот Сергиј не дошол во Москва за да работи во месарница, ниту пак го привлекувала учителската работа, нему од дидактика и од методика му било прекуглава уште во Константиново во црковно-учителската школа. Сергиј сакал да стане поет. Тој уште како мал почнал нели да пишува. Во тоа време, значи,
наоѓа работа во книжарницата Култура на Мала Дмитровка. Еве, гледаме тука Мала Дмитровка. Иако и оваа работа не му се допаѓала многу, Есенин барем можел на ова мирно место да го прави она што го сака. Почнал да го пишува своето дело Пророк, кој денес го знаеме само по 10 страници, може би во некоја првична варијанта. Во книжарницата тој можел многу да чита, па така ги прочитал сите руски класици, но по уште еден скандал со својот татко, Есенин напушта куќата, си ги собира своите работи, меѓу кои куфарот во вид на буре. Можете да го видите тој куфер во вид на буре, малку нејасно, но сепак имате представа. И заминува да живее самостојно. Каде што заминува да живее самостојно? Заминува да живее во книжарницата во која што работи. Таму спие, таму и работи. Малку му било секако тоа и тоа преку глава. Во куќата се враќал само за да ги земе писмата што стигнувале до него, бидејќи тој бил регистриран на таа адреса кај татка си. И така, во животот во Москва, едниот поет, животот станал суров. Тој живел и работел во книжарницата, чувствувал душевна болка, на која почнал да и посветува и стихови. Наскоро се затвора и книжарницата на поетот, нема каде да живее и тој е обвинет, тој е приморан да се врати во родното Константиново. Но по еден месец тој повторно се враќа во Москва и почнува да работи кај Иван Ситин. Ја гледате книжарницата. Издавачката куќа на Ситин во тоа време била многу позната. Во неа Есенин работел како помошник коректор, а таму се издавале учебници, енциклопедии, белетристика, така што апсолутно можел да чита што сака, се што е ново стигнувало таму. Првата, иако неофицијална жена на Есенина, се сеќава и на него и на име напишано. Тој само што дојде од село, но според надворешниот изглед наличеше на селско момче. Тој имаше кафеав костум, висока и штиркана јака и зелена кравата. Со златните усти тој беше убав како кукла. Но и покрај тоа што работи во печатница, издавачот не сакал да ги печати неговите творби. Во тоа време Есенин се приклучува кон револуционерното движење и продолжува да твори. Иако ги поправа односите со татка си, на Есенин му станува многу тешко да живее во Москва, особено кога дознава дека поради своите револуционерни дејности се наоѓа под будното око на полицијата. Поетот започнува да мечтае за земјинување во Санкт Петербург. Тој зборува за Москва дека тука од нешто типа тука луѓето, тука нема култура, целата оваа култура што ја имаме тука е од Санкт Петербург дојдена, тие се чекаат на готово, сакам да одам во Санкт Петербург и така натаму. Во меѓувремето се запознава со видни личности од литературата. Во јануари 1914 година во детското списание Мирок, во Ситинската печатница, под псевдонимот Аристон испечатена е една од најпознатите стихотворби на Есенин, Бериоза, односно Бреза. Интересен е фактот што долго време вистинското име на авторот на оваа стихотворба не бил познат и дури во 50-тите години од минатиот век научите потврдиле дека Аристон е всушност Есенин, но нели тоа биле потребни многу години истражување. Последниот број на списанието печати уште две стихотворби на Есенин, но сега со неговото име и презиме. Освен тоа, во Санкт Петербуршкиот болшевички весник Путь правде, Патот на правдата, ја печати стихотворбата Ковач, така што целата земја го дознава името на младиот автор. Есенин продолжува да работи во Ситинската печатница до мај 1914 година. Потоа тој заминува на Јалта. Тој на татка си му пишува писмо
на какво место живеам, кога ќе погледнеш низ прозорецот се гледа морето. Неговиот престол на Јалта бил многу инспиративен и тој таму му било место за креација, за творештво. Така што многу стихови има напишано токму на Јалта. Но со почетокот на Првата светска војна принуден е да се врати во Москва. Потоа го добива својот син Јури заедно со Ана, но напрегу заминува во Санкт Петербург, местото за кое што сонувал. Гледаме Константиново, Москва, Јалта, Петербург, подоцна Европа, целиот свет е пред младиот поет. Сепак, Есенин во својот живот имал само две адреси. Едната во Константиново, а втората во Москва, на Бајшој Строчински переулок број 6. И токму така, на оваа улица, во длабочините на дворот, беше сачувана двокатна куќа, дрвена двокатна куќа. Кон крајот на 19. век тука имало 4 куќи со иста адреса кои му припаѓале на трговецот Крилов. Единствено што е било, што е зачувано денес, единствената градба е направена во 1891 година, а во неа биле становите 5 и 6 и 7 и 8 на првиот кат. Во станот број 6 живеел татко му на Сергеј Есенин и самиот Есенин. Наспроти нив се наоѓала месарницата на Крилов, каде работел татко му на Сергеј Александр. Во 1992 година ова место го зафаќа пожар, кој во целост ја уништува дрвената градба. По 2 години московските власти одлучија да направат нова зграда, која ќе биде точна копија на домот што изгоре. Изградбата заврши кон 1994 година. Во неа беше решено да се создаде музеј на творештвото на Есенин. Основата на експозицијата ја сочинуваат изложбата која беше отворена по повод 100 годишнината од раѓањето на поетот, а тоа беше во 1995 година. За организацијата на музеот беа задолжени внуката на Есенин Светлана Есенина, уметникот Авет Тавризов и филологот Светлана Шетракова, која што во 1996 година станува и директор на прв директор на музеот, а музеот веќе добива и официјален статус. Просторот на мемориалниот музеј изнесува 70 метри квадратни и разделен на 2 сали кои се уредени со екрани на кои се прикажува видеохроника посветена на животот на поетот. За еден мал дел јас ви раскажав, сакав да ви го раскажам тој момент од доаѓањето на Есенин во Москва, се до неговото заминување во Петербург, затоа што обично зборуваат за Есенин, кога ќе замине веќе во Петербург, кога ќе почне да се остварува како поет, но никој не зборува за овие почетоци во Москва. Знаете, Есенин колку и да сакал да замине во Санкт Петербург, откако заминал, секако потоа се враќал во Москва и така натаму, меѓутоа тој потоа искажува многу нежни зборови за Москва. Дури во своето творештво не ја заборава. Во писмата тој пишува за Москва како еден од најубавите градови во светот, каде душата му е станата. Иако многу често во неговото творештво го среќаваме неговото Константиново родно. Значи, како што реков, просторот на мемориалниот музеј изнесува 70 метри квадратни, е разделен на 2 сали кои се уредени со екрани, со видеохроники и така натаму. Во првата хала се наоѓа реконструкција на собата во која живеел Сергеј Есенин. Многу од личните работи биле изгубени во текот на 20 век, па затоа организаторите направиле експозиција од автентични предмети од почетокот на 20 век, креветот, масата, бифетот, самоварот, сандакот. Од оригиналните предмети кои му припаѓале на поетот, тука се иконата на Казанска Богородица, значи ова е го креветот,
Тука, како што реков, да ја запомните перницата. Перницата е оригинална, сошиена од неговата мајка. Значи, од 20. век мебел, каде што, еве, имаме бифе, самовар, сандак зачувана е, значи, иконата на Казанската Богородица, која како подарок на музеот ја има предадена неговата веќе спомената внука Светлана Есенина, како и часовникот што на Есенин му го подарил трговецот Крилов. Во втората сала се одржуваат музички концерти и поетски средби, во неа се наоѓа шкаф каде се чува библиотеката на поетот со книги на Державин, на Дон Белински, Чешихим и така натаму. Во холот на музеот се наоѓа пак експозиција на цветови, дел од оградата од домот во селото Константиново. Тука исто така се изложени атрибути од церемонијата на пиење чај, чајник, шолји за чај, сад за шекер. Интересно што и меѓу нив е изложено едно шише од пиво од почетокот на 20. век. Она што исто така е можно интересно е тоа што како два музеа кои што се сметаат за мемориални и автентични, значи тоа е овој музеј во Москва и вториот музеј во неговото родно Константиново. На 29. септември минатата година, еве го, на територијата на музеот беше откриен споменик на Есенин, чиј автор е скулпторот Григорий Потоцки. Споменикот некако во јавноста најде на многу лош одглас, многу негативни критики, па администрацијата на музеот рече, изјави дека тоа ќе биде временна експозиција, времен експонат. Иако искрено творичкиот занес на скулпторот мене не ми се гледа како нешто многу страшно. Значи, Есенин, како што реков, роден во селото Константиново, Ризанската област. Низ прозорецот од неговата куќа се отвара поглед кон редестиот брег на реката Ока и на една црква. На сето ова тој често се сеќава во своите стихови. Во Петербург, каде редакциите и литературните салони ги посетува облечен во руска народна носија, во национална плетена облека од кора од бреза или од пресувана волна, своите стихови ги носел савиени во селско марамче, така се движел во Петербург со овој имидж, кој во современиот свет нели се нарекува само промоција, тој го свртел вниманието кон себе. И така селскиот самок поет со густи златни кадрици станал исклучително популарен. Во 1916 година добил можност дури да настапува пред семејството на императорот Николај II. Есенин, во принцип, сега ви прикажувам како што одиме, ќе ви кажам неколку интересни факти. Она што ќе го видите е дел од експозицијата во Москва. Есенин имал репутација на кавгаџија, активно учествувал во литературниот живот и често провоцирал други поети. Негови најпознати литературни двобои се секалку со Владимир Владимирович Мајаковски. Есенин со својата љубов кон пространствата на родната Русија не ја прифаќал револуционерно-индустријската лирика на својот колега. По револуцијата во 1917 година Есенин многу се надевал на револуцијата, но по она што следувало многу се разочарал. На една јавна поетска вечер, Есенин му рекол на Мајаковски дека нема да му ја даде својата Русија. Тој дословно му рекол: Русија е моја, а ти си американец. На ова пак циничниот Мајаковски му одговорил: земи ја слободно и касни си ја со леп.
Она што е интересно и кога знаеме дека Есенин бил горен забавник, во неговиот живот има 4 жени. Едната веќе ја спомнавме, неофицијална. Љубовната лирика, значи е втората најчеста тема во творештвото на Сергеј Есенин. Меѓутоа и тој бил миленик на жените. Значи, неговата прва невенчана жена е Ана, во 1914, како што рекавме, го редвува неговиот син Јури, но Есенин го напуштил семејството, нели, заминал во Санкт Петербург и својот син ретко го гледал. Во 1917 година се венчал со актерката Зинаида Рајх, која била позната по својата убавина. Од неа тој ги добил ќерката Татјана и синот Константин. 2,5 години подоцна ќе се разведат, а Зинаида набргу се мажи за прочуениот режисер од тоа време, Всеволод Мейерхольд, и станала една од најпознатите московски актерки. Втората официјална жена на поетот била американската танчарка Исидора Данкан. Таа била 18 години постара од него, не зборувала руски, додека и Есенин не знаел англиски. Нивниот брак ќе биде преполн со скандали, траел околу 2 години. Поетот ја следел својата супруга на турнеите низ Европа и Америка, каде што тој настапувал со своји литературни вечери. Како што знаете, Исидора Данкан ќе умре многу несреќно. Според официјалната верзија, таа ќе биде задавена со својот шал, кој ќе биде заглавен на вратата на кочијата. Софија, третата сопруга на Есенин, повторно една позната личност, внука на големиот Лев Толстој. Поетот се оженил со неа неколку месеци пред смртта. Тоа исто така не бил среќен брак. Тој верал на неа и верал тука се е преполно со големиот старец, мислејќи секако на Лев Николаевич Толстој, а тоа ме гуши. Се жалел Есенин кој живеел во куќата на внуката на Толстој, Софија. Токму таа има направено многу за сачувување на наследството на поетот и ги има забележено своите спомени за него. Револуцијата, како што реков, од 1917 година поетот ја дочекал со воодушевување, надевајќи се дека тоа ќе донесе промени во Русија, но наскоро го видел гладот, уништувањето и теророт, така што започнал да опишува апокалиптични сцени на Русија, градина на черепи и бесен сјај од труповите, така тој опишувал поемата Пугачов, која што е напишана за познатиот самозванец и водач на Пуната, кој во 18 век го започнал масовното селско востание против царицата Екатерина Велика. Есенин се врти кон темата на спротивувањето меѓу власта и народот. Продолжение на оваа тема наоѓаме во поемата Земја на Арами. Во 24-та година, една година по смртта, во песната Враќање во родната грудка, тој прикажува бедно, пропаднато село, трошни колиби во кои наместо икони на зидот виси портретот на Ленин од календар. Гледајќи во него идеолошка и културна опасност, власта наложила и негово следење, започнала против него неколку кривични постапки, кои во секој момент можеле да пренаснат во политички. Секако, мирното расстройство, склоноста кон алкохолот и притисокот од страна на власта во 1925 година го однел Есенин во психијатриска болница. Еден месец подоцна тој бил пронеден обесен во ленинградскиот хотел Англетер. Претходната вечер Есенин со сопствена крв ја напишал последната песна "До гледање, друже мој, до гледање". Како што гледате, тоа е автограф пред вас на овие стихови. Официјално се смета дека причината за смртта на Есенин е самоубиство.
Но во последниве децени се изнесени голем број алтернативни версии. Најпозната е она според која неговото убиство го организирале советските власти. Она што сега можете да го видите, тоа е погребот на младиот Есенин. Секако многу трагична судбина, како што и бива со многу, како што биднало и со неговиот најголем поетски опонент Мајаковски, кој исто така се самоубива во Москва, млад. Судбината секако е тешка, но неговите дела се големи и остануваат до денешен ден познати. А сите останати документи, слики и се што постои во музеот, ќе ви предложам да го погледнете во нашето следно видео. Смерть носили в решете, да просыпали часто. Люди хлеб месили в темноте, да называли счастьем и горю. Все равно, куда идти. Кидала жеребий кости, выпадали сразу все пути. Встречайте, люди, гостя. Шли за солнцем по бедам, чтобы не видать рассвета. А весна полила по цветам огнем другого цвета. А весна звала людей на бой, мол, горе где-то рядом, и сулилась каждому собой, мол, я твоя награда. Колодцы от солнца лучами падали птицы, колесам не жалко. Колодцы от солнца с лучами падали птицы, колесам не жалко. Но весны хватило не на всех, а все желали долю зверям, и надоел истертый мех. Они хотели волю, перестали солнце провожать и затерялись в людях. Горюшка заставили бежать, несли себя на блюде. Весны ресницы меж кустов развеял ветер талый, боги посмотрели в решето, а там осталось мало. Снова люди сделали не так, а звери снова с краю. Я один зачем-то, как дурак, за солнцем ковыляю. Колодцы от солнца
Ето така, една мала видео прошетка во музеот. Многу интересно, многу интересен музеј, затоа што гледате тука колку многу има писма, колку многу оригинални изданија, колку многу весници. Го видовте и самиот весник Путь правде, значи каде што нели објаснува, каде што го во Санкт Петербург за прв пат се печати ковач на Есенин во Санкт Петербург. Што се песни играат на фони видео Есенин, тука не пишуваат. Песната се вика За сонце, а групата е Сполот. Значи, можете да ја побарате. Гледам дека јас повторно многу се зазборував. Интересно, секако мислам дека е она што го видовте, тоа беше аулата каде што има делот од градата од Константиново, родното место на Есенин, кој што секогаш има цвеќе, дури назима е поставено таму цвеќе. Еве засега видовте зошто ги раздвоив овие писатели, сакав малку повеќе да се задржам на секој од нив, а за Пушкин би зборувал сепак и за два музеја, и тој во Москва и тој во Санкт Петербург. Ова беше се за музејот на Есенин во Москва. Сега би сакал, доколку има прашања, да ги поставите, можете и писмено, а можете и да кренете рака и да се обратите директно. Ред, благодарам. Доколку има некој прашање, повелете. Јас гледам дека Виолета нешто зборувам, дали е изгаснат веројатно микрофонот. Вклучете микрофонот, Виолета. Исклучен ви е микрофонот. Не се слушаме. Идам овде. Сега ме слушате? Да, сега ве слушам. Да. Сакам да се заблагодарам за ова исцрпна и од друга страна спонтана презентација која што така убаво ме релаксираше и покрај тоа што се чувствував доста исцрпена пред вклучувањето, но имав голема желба да го слушнам, зашто ни е омилен уште од детските денови, во 8 летка го изучував рускиот јазик и секогаш така со топлина и љубов ги читам неговите песни кога ќе ги сретнам и се во врска со него. И така еве ова уште едно надоврзување на таа моја љубов и исполнување, и за тоа сум ви на вистина благодарна. Верувам дека слично се чувствуваат и другиве учесници. Ви благодарам многу за убавите зборови. Јас во принцип морам да бидам искрен, повеќе го сакам поетскиот ривал на Есенин, Мајаковски, за чиј музеј веќе зборував еднаш, меѓутоа јас како голем љубител на поезијата не можам да кажам дека не го сакам Есенин, напротив, сум го препеувал. Препеви се излесени, многу интересно, имаше издание на Московскиот државен универзитет Ломоносов, кога беше направен избор на 17 стихотворби од Есенин и беа преведени на сите словенски јазици, тоа е издадено во една книга, и тогаш ме замоли колешката од МГУ да ги препеам тие стихотворби, и јас седнав и ги препеав, и знаете, од оваа дистанца воопшто не ми звучи дека тоа лошо сум го направил, затоа што сепак Есенин е многу добар поет, иако моите преференции, повторно зборувам, се
кон неговиот опонент Мајаковски. Па еве уште една Кого не сум го благодарност. кого сум се обидел еднаш да го препеувам Мајаковски, меѓутоа ми било многу тешко. Го имав направено тоа, меѓутоа понатаму не сум се ни осудил, искрено. Каде може да се морам- најде препевот, прашуваат. Тоа јас што го правев не може да се најде во Македонија, тоа беше издание на МГУ и таму се продава, тоа е на сите словенски јазици. Значи истите стихотворби се на сите словенски јазици. А инаку не знам, тука препев има направено професорот Гана Тодоровски, имаше направено препеви и секако има и на македонски, на српски има и на македонски, велам повторно, академик Гана Тодоровски го правеше, ги има препеувано и ги има во книжарниците. Знаете, ќе се бутнете во книжарниците во тие делови каде што никој не влегува, таму сигурно ќе го најдат. Во ред, би сакал сега да ви се заблагодарам на сите, со оглед на тоа што имаме помалку од 1 минута останато. Да ви се заблагодарам на сите за учеството. Имајте убава вечер и следете на Facebook страната на Руски центар, ќе има објава за следното предавање. Ви благодарам и јас уште еднаш. Следното предавање ќе ни биде малку масленично, па приклучете се следниот петок. Благодарам. Благодариме и ние.